Најпрвин Марко почна да ја раскажува приказната за Балканскиот рис. Од неодамна и Ристе ја продолжи таа приказна, но веќе 6 години успешно ја пишуваат тројца биолози од Македонското еколошко друштво. Во оваа луѓе и места ќе ве запознаеме со двајца од нив. Тргнавме кон резерватот Јасен. Таму за прв пат е поставена замка за заловување на Балканскиот рис. Возејќи кон матка, Јасен се издигаше пред нас. Иако во Скопје снегот полека го забораваме, на Јасен се уште се гледаат снежните остатоци. Поставувањето замки за заловување рисови за научни цели се само дел од проектот на Македонското еколошко друштво за заштита и мониторинг на Балканскиот рис. После заловувањето на Марко во 2010 година, тие ги дадоа првите научни податоци за Балканскиот рис во Македонија. Од неодамна, Ристе ќе ја збогати оваа база на податоци за дивата мачка, која е значаен дел од био и екосистемот во македонските шуми, а и се заканува опасност од нејзино исчезнување. Балканскиот рис пред се би кажал дека е критично загрозен подвид, кој што се среќава сега главно во западниот дел на Македонија, источна Албанија и по територијата на Косово и Црна Гора. Тој порано, значи во 20 век и почетоците на 19 века и многу претходно, бил распространет низ целиот Балкански полуостров, значи се верува дека бил распространет буквално од Словенија, од тие шуми тамо на Динарските планини, па се до Грција на југ и до Бугарија на исток. Главните, да кажам, закани кои што довеле до оваа ситуација денеска на критично загрозен подвид е криволовот пред се, значи уште од турско време рисот бил прогонуван, и понатака уште пред да добие своја легална заштита бил сметан за штетник, за штетно животно кој што прави штета на добитокот, па и заради тоа е бил прогонуван. Меѓутоа, од 1949 година, во рамките на бивша Југославија, тој добива статус на заштитен дивеч, на заштитено животно, бидејќи неговата бројност била толку доведена до минимум, што бил буквално предистребување, дури била и по-лоша ситуацијата од денеска. Тоа зборувам негде во 1935-40 година од минатиот век. Од тогаш популацијата на рисот почнува нагло да се качува, за да негде научниците сметаат дека во 70-80 години од 20 век достигнува негде до околу 250 до 300 возрастни единки, тоест единки. Меѓутоа, ние сметаме дека тоа била преценета бројност, ама сепак била бројност која што искачувала еден позитивен тренд. Од тогаш па натака можеме да кажеме дека цело време популацијата, тоест трендот на Балканскиот рис е во опаѓање, за да денеска претпоставуваме дека некаде располагаме со отприлика 50 до 80 возрастни единки во целиот регион, значи негов регион. Во Македонија во минатото Балканскиот рис многу малку се истражувал и постоеле многу малку научни податоци за него. Моите соговорници се пионери со нивниот проект. Проектот беше насловен програма за закрепнување на Балканскиот рис и започна од 2006 година. Значи веќе 6 година ние работиме на проектот. Проектот го спроведува Македонското еколошко друштво во соработка со неколку партнерски организации, и тоа Пипинеа од Албанија, Евронатор од Германија, Кора од Швајцарија и Нина од Норвешка.
и проектот беше финансиран од страна на фондацијата МАВА, како и во подоснешната фаза од проектот беше финансиран од Швајцарската фондација за наука. Проектот се одвиваше во неколку фази. Првата фаза опфаќаше собирање на основни податоци за состојбата на рисот во Македонија. Што значи тоа? Значи, требаше да ги добиеме првичните податоци за неговата бројност и распространување во Македонија и во Албанија. Тоа го направивме со така наречено основно истражување за рисот, преку анкетирање на локалното население. Буквално одевме од село во село и ги прашувавме луѓето, и тоа имавме целни групи, тоа се ловџи, ловчувари, шумари, сточари. Во Македонија рисот до 1924 година бил распространет дури и на истокот, значи во источна Македонија. Последниот податок е од Плачковица во 1924 кога бил за последен пат забележан таму рис, додека во Бугарија на Рила или на Пирин планините во 1935 година за последен пат бил забележан балкански рис, значи од тогаш веќе рисот се води за исчезнат од фауната на Бугарија, тоест балканскиот рис. Ние гледаме дека од 70-80 година рисот бил распространет буквално по сите планини низ Западна Македонија. Значи од северна Шар планина, целосно бил распространет на Шар планина, преку Мавровските планини, значи Бистра, Кораб, Дешат, преку Јабланица, па се до другите два национални паркови Пелистер и Галичица, па дури на Ниџи и на Кожов бил широко распространет, и на северните планини во соседна Грција. Сегашната ситуација кажува една сосема друга или поинаква слика. Имаме потврдено дека единствено популацијата која што е изворна на балканскиот рис е во Националниот парк Маврово. Значи, единствено таму имам потврдено репродукција, тоест размножување на рисот, тоест мајка со млади и мајка со млади, нели како еден знак или еден факт дека таму уште се размножува рисот. Тие се биолози по професија. Љубовта кон животните била пресудна во тоа. И двајцата се фасцинирани од рисот како животно, но и од поривот тој да се заштити и опстане во македонските планини. Конкретно за балканскиот рис испадна многу спонтано да работиме на оваа програма, бидејќи до тогаш знаевме дека е загрозен, меѓутоа немавме представа до која мера е загрозен. Се додека нашите партнери од Швајцарија буквално не освестија во тоа и не ни предложија да почнеме одредена соработка за заштита на балканскиот рис. Идејата ми се засвеќа уште од самиот момент. Рисот е едно фасцинантно животно, многу интересно животно, за кое што многу малку знаеме и за кое што има помалку во литературата отколку, например, другите животни. Јас, исто така како мојот колега Диме и третиот колега кој што во моментот не е присутен, Ѓорги, сме сите биолози и ги сакам животните и сакам да се грижам за нив. Меѓутоа за рисот конкретно е тоа што е многу ретко и уникатно животно. Од една страна многу ретко може да се види и е предизвик да се работи со рисот, а од друга страна тоа представува едно големо богатство, природно богатство за Македонија и не случајно е на 5 денарката и на поштенска марка како символ на Македонија. Во 2006 година тие го започнуваат проектот за заштита и мониторинг на балканскиот рис со цел да се сопре намалувањето на неговата популација и да се обезбеди негов опстанок, но и да се собере целокупното знаење за балканскиот рис во Македонија. Ние почнавме со конкретни истражувања, значи примена на конкретни мониторинг методи, како што беше методата на фотозамки. Фотозамката представува еден обичен аналоген или дигитален апарат кој што во една заштитна пластична кутија е поврзан со сензор. Тој сензор може да биде топлински сензор, сензор за движење или комбиниран. И истата фотозамка се поставува на патека кај што поминуваат животни, некои врвици, и кога ќе помине некој животно, се активира сензорот и се активира апаратот и прави слика од животното. Таа исто така не е селективна, така што покрај рисот ги слика и сите други животни кои што поминуваат, па дури и луѓе. Во некои случаи поради тоа имавме и проблеми. Некои од камерите беа украдени, дел од нив, за жал, луѓето од страв, не знам, или некои други причини,
ни ги краде или ни правеа проблеми со дел од камерите. Меѓутоа, истражувањето, најпрво вакво истражување започнав во Националниот парк Маврова, каде што на 32 локации, на површина од 460 км квадратни, поставивме вкупно 64 фото замки и успеавме да направиме 29 фотографии од рисот. Сега овие фотографии подоцна ги искористивме со примена на одредени статистички методи да утврдиме бројноста и густината на рисот во истражуваното подрачје, односно Националниот парк Маврова. За рисот е карактеристично тоа што бојата на крзното, оние дамки, оние точки кои што се специфични за секој рис. Така да распоредот на точките, на шарите на рисот представува еден вид лична карта за секој рис, за да може да се оддели од една единка. И тоа ние го искористивме за да утврдиме бројноста на рисот во рамките на истражуваното подрачје, односно во Националниот парк Маврова. Така да со примена на статистичката метода ние утврдивме дека бројот на единки присутни, возрастни единки присутни во Националниот парк Маврова е од 7 до 14 единки, а густината е нешто помалку од една единка на 100 км квадратни. И директни и индиректни закани се тие што довеле до оваа ситуација. Директни закани се секако неговиот илегален лов, тоест криволов. Како што веќе кажав, рисот е строго заштитен вид во Македонија и неговиот лов е строго казнив, значи е забранет. Меѓутоа сепак некои криволовци, не би ги нарекол ловци, нели, посегнуваат по рисот, нели како трофеи. Индиректна закана е секако уништување на неговиот плен. Значи доколку нема што да јаде, рисот и не може да се сретне на тие места. Самиот факт што самата популација е мала представува исто така голема закана и од генетски аспект, значи размножување во сродство исто така не му оди во прилог и тоа е една од заканите. Уништување на неговото станиште, значи масовни сечи на шуми, фрагментација на стаништата со градење нели на автопатишта каде што немаат животните, не само за рисот, него и општо нели за целата фауна во Македонија, представуваат една од главните закани за опстанокот на рисот. Во 2010 година во Националниот парк Маврово за прв пат во Македонија е заловена жива единка на рис. Рис кој со GPS околувратник ќе ги даде првите научни податоци за животот на балканскиот рис во Македонија. Сега сме до една фаза каде што би рекол и најинтересна фаза, каде што главна задача ни е да заловиме повеќе единки од балканскиот рис со цел да им поставиме нели GPS околувратници и со помош на таа метода на радиотелеметрија установено е дека се добиваат најдобри и најпрецизни податоци за екологијата на животното. Сега сме на терен, буквално работиме методата исто на заловување на рис со помош на кафе замки. Исто така е многу интересно и да се работи со луѓе, значи соработката која што остваривме со Јасен е извонредна, цело време ни оди во прилог, значи не можеме ние, иако работиме тројца на оваа програма, не можеме да се најдеме буквално секаде на терен, така да луѓето од Јасен многу ни помагаат во оваа соработка, дури имаат заобврска на неколку тука кафе замки на подрачјето на Јасен да ги обноват така натаму. Во текот на 2010 година, значи во период од 3 месеци, ние успеавме да го заловиме, значи за прв пат жива единка од балканскиот рис и тоа во територијата на Националниот парк Маврова во соработка со вработените од Националниот парк Маврова. Тоа представуваше значи голем успех, не само за нас како организација, туку и воопшто за Македонија и за Балканот, бидејќи досега никој нема конкретно работено, како што спомнав, на рисот, ниту пак има заловено жива единка и затоа многу малку се знаеше за биологијата и екологијата на рисот. Рисот кој што го фативме беше мажјак, го доби името Марко и беше тежок околу 21 кило и беше на возраст од 2 до 3 години. Му ставивме GPS GSM околувратник и го повторно пуштивме во природа.
при што го следевме неговото движење неполна година. Во рамките на тоа истражување, односно следење на Марко, ние добивме многу податоци за тоа со што се храни. Значи, увидовме дека најголем дел од исхраната и да се чинуваат срните, понатаму дивите кози и зајците. Утврдивме, значи, колку изнесе во неговата територија. Предходно, пред да отпочнеме со проектот, ние располагавме со научни податоци дека големината на територијата на рисот е некаде од 25 до 30 км квадратни, меѓутоа со овие нови истражувања отврдивме дека таа е многу поголема и некаде околу 368 км квадратни или половина од Националниот парк Маврово. Неодамна, пред 10 дена, ние успеавме по втор пат да заловиме жива единка од Балканскиот рис и тоа надвор од Националниот парк Маврово, што е исто така значајно. Исто така заловивме мажјак, кој што беше приближно на иста возраст како претходниот Марко, меѓутоа малце послаб. И за нас тоа представува исто така многу неизрадов, значи голем успех, бидејќи претходната година, 2011 година, исто така пробавме да фатиме жива единка, меѓутоа без успех, така да оваа година ни се посреќи, ќе добиеме, значи, многу поверодостојни податоци за биологијата и екологијата на Балканскиот рис, кои што понатаму податоци би се искористиле за утврдување на конкретни мерки за заштита на рисот не само во Македонија, туку и на Балканот, кој што подоцна би овозможил негов опстанок. Марко стана и филмска ѕвезда, играјќи главна улога во документарниот филм на германската телевизија ZDF. Ристе, неодамна заловениот рис, беше причината за радоста на моите соговорници. Огромна е радоста, тоа буквално не може да се опише со зборови. Првиот пат, освен што беше голема радост, имавме и премногу трема, можеме да кажем. Така да голем дел од работите што требаше да ги направиме и се подзаборавија или не се направија како што треба, така да се јавувавме на нашите партнери во текот на работата за да се подсетиме, ама сепак тоа е една позитивна трема, нели, од тоа како го работевме нели на првата единка на Марко. Меѓутоа се испадна како што треба. Имаме податоци од прилика 10-11 месеци од движењето на Марко. Со Ристе веќе се испадна многу поискусно и многу по-рутинирано, нели, неговото заловување. Еве и со него е се во ред и успеваме да ги добиваме уште првите податоци за неговото движење од GPS околу вратникот. Значи, на еден начин се чувствуваме, значи, привилегирани, бидејќи ние сме првите, може да кажем, дека што отпочнаа конкретни активности, што работат, значи пионери на работата со рисот во Македонија и како што спомнавте, многу малце луѓе, значи, имаат контакт. Ја уште кога започна проектот, дури бев скептик малце поради состојбата со рисот во Македонија, дека ќе успееме да дојдеме до овој стадиум, меѓутоа ева со нашите напори, со нашата посветеност на работата, успеавме да постигнеме ова што денес сме. Заминавме од Јасен, резерват каде со сигурност живее Балканскиот рис, барем покажувањата на Дејан, нашиот домакин таму. Тој неколку пати го видел. А ние ќе се видиме за 7 дена со некои други луѓе на некое друго место.